Северен булевар е комплетно реконструиран и направен пред 2,5, односно 3 години. Инвестицијата беше околу 600.000 евра, значи од Западен булевар се комплетно до улица Шишка. Комплетно се навелира, се подигна со 1,5 метар, атмосферски се реши и тие проблеми веќе ги немаме. Меѓутоа, затоа што булеварот е во гарантен рок и на горниот строј на асфалтната маса, пошто е со два слоја на асфалт, носечки со 9 сантима и абеешки слои со 7 сантима, на горниот слој во некои места се јавија колотраси. Колотразите се јавија по укажување на стручњаците за преоптеретување на патот. Знаеме тука дека дневно поминуваат повеќе од 500 тешки товарни возила. Меѓутоа компанијата Градбопромет како одговорна компанија и компанија каде што го има под гаранција се уште овој булевар, на нивен собствен трошок се прави ова реконструкција. Реконструкцијата ќе биде негде околу над 1000 метри квадратни, кај што ги има колотразите појавено и ќе биде негде околу 70.000 евра на нивен трошок реконструирано. Така да ние како општина реагиравме соодветно до Градбопромет, реагиравме соодветно и до Светска банка кај што ни беше дадена инвестицијата. Установија дека од преку мерен товар на сообраќајот и на самите возила товарењето над 40 тона бруто маса се јавуваат овие колотрази, поготово во летните температури кога се над 40 степени. Општина Кавадарци земе за обврска за наредната година, кога ќе имаме високи температури над 38-40 степени, да движењето на тешките товарни возила го ограничиме во тој период временски, дали ќе биде тоа 12 до 16 часот, и исто така заедно со Македонија пати, со Агенција за патишта и Министерство за внатрешни работи од пролет натаки ќе воведиме тука да имаме почести контроли на самите возила во нивното оптеретување и на бруто маса, меѓутоа оптеретување по оска, за да не се јавуваат во на вакви несакани репрекусии, кои што сега се на трошок на компанијата, меѓутоа во иднина би биле на трошок на општините доколку не си ги чуваме нашите инфраструктурни проекти и патишта. Не може да се изврши друго зајакнување на самиот пат или тоа единствено да се интервенира? Гледате, подлогата е испитана, подлогата нема никаков проблем, значи немаме ние на долниот слој и на подлогата никакви попуштања. Во тој случај би се јавиле дупки, би се јавиле мрежашти испуктатини, значи класични колотраси. Колотразите се јавуваат само од високи температури и од континуитет на тешки товарни возила. Сведоци сме на многу патишта што се реконструираат. Еве, последно е реконструиран патот, регионалниот пат преку Македонија пат, Кавадарци Дреново. Тоа е во функција само од 5 месеци, а на некои места има веќе јавено колотраси. Али тоа не е под наша ингеренција, така да се реагира таму соодветно други лица. И единствен спас за ова работа е да одиме понатаки со помодерни асфалти, дали се тоа полимери, па мрежасти асфалти, бетонски асфалти кои што ги потребуваат по светот и по Европа. Меѓутоа трајно решение е спасот на заобиколниците која што планира општина Кавадарци да ја проектира од Марена па до Југокомерц, каде што се проектира како регионален пат за да може да движат тешките товарни возила. Сепак овој пат се води регионален, меѓутоа во својство на општина Кавадарци. Општина Кавадарци ниту може, ниту е во можност да одржава еден ваков пат кај што дневно минат повеќе од 400 камиони во еден правец товар.